Скопје полека станува атрактивна туристичка дестинација за странците. Откако излегоа бројките дека Македонија годинава има рекорден број на странски туристи, може да се забележи и промена на нивниот интерес. Иако Охрид останува како најатрактивна и најпосетена дестинација, сепак странските туристи почнуваат да ги откриваат и другите убавини на Македонија. Потикнат од зголемениот број на авиолинии, богата култура, дневни тури и гастрономија, главниот град бележи најголем раст во последниве години. Најголем дел од посетите на туристите, како бројка, како туристи кои што имаат ноќевање, се во југозападниот регион, тоест Охридско-Струшката ривиера, значи над 40% се таму, како број на туристи, а Скопје е некаде 37-38% како број на туристи. Ако се земе... Сепак Охрид останува најголема атракција за странските гости. Неговото природно и културно богатство, езерото и историските знаменитости и понатаму го задржуваат на врвот на листата на најпосетени дестинации. Туристите се почесто го комбинираат престојот, неколку дена во Скопје, а потоа продолжуваат во другите македонски градови, а потоа и Балканот. I very like it. I appreciate all the area. We enjoy all the feeling, the people. There is a nice atmosphere. I came because not a lot of people have been here before, so it's kind of like a new place. I've really liked all the different kind of statues and architecture, and also the old bazaar. I had a trip in Kosovo for 3 days. Yesterday I came back to Skopje, and I will go to Tetovo in the afternoon, then Ohrid and Bitola. My plan was to visit Macedonia, and I have direct flight from my region. Stip, Skopje, Tetovo, Ohrid. The people. Yes, the people was very friendly. Експертите велат дека бројките на вистина се за гордење, но сепак треба да се стремиме кон развивање на другите дестинации, туристичките агенции да нудат и други тури со цел да се задржат туристите во Македонија. Инаку Македонија бележи раст од рекордни 40% на туризмот на годишно ниво. Нашата држава е позиционирана на врвот во привлекување на нови гости, а Светската банка ја препозна како најдобар пример за држава со најголем раст на авиолетови и туризам во Европа и Централна Азија. Надлежните најавуваат уште повеќе инвестиции во авиосообраќајот и туризмот.